сезоната во домашниот фудбалски шампионат е завршен. На лидерската позиција на табелата, зимската пауза ја дочека екипата на Шкендија. Меѓутоа, тетовскиот состав оваа сезона нема да има можност да ги одбрани двата трофеа кои ги освои на крајот од минатото првенство, затоа што е елиминиран од домашниот куп. За она што се случуваше во есенскиот дел од сезоната, за елиминацијата од купот, но и за плановите да донесе засилувања и тоа дел имиња од ривалите во домашниот фудбалски шампионат, за тоа како Шкендија треба да функционира и да биде уште поуспешна на меѓународна сцена. Во Екипа ТВ разговараме со предводникот, со тренерот на Шкендија Кјатип Османи. Сигурно кога си тренер во еден клуб како што е Шкендија, тука се подразумјава, значи, резултати секогаш, победи секогаш. Ние имавме цел и ова година, како и прошла година, да освоиме двете титули. Се базиравме на тоа, на квалитетот што го имаме. Сигурно дека овој неуспех во полуфинале сигурно е неуспех и сигурно жалиме за тоа. Меѓутоа, ни останува ово првенство, иако имamo таа предност од 5 бодови. И тука сигурно треба да се спомене дека не е ништо готово. Значи, само пола првенство е во прашање, остануваат тие 18 други утакмици и така да требаме максимално озбилно. Прво треба да анализираме ово првенство, каде сме погрешиле, и во второто првенство, во вториот дел на првенство, евентуално со некои појачувања да одбраниме таа титул. Ќе зборуваме за плановите околу да го изанализираме малку есенскиот дел од сезоната. Шкендија не беше од почетокот ниту доминантна, ниту лидер на табелата, меѓутоа успеавте во одредена фаза од есенскиот дел од сезоната да го достигнете и да го престигнете Вардар. Како Шкендија успеа да го направи тоа, на што се должи, што сепак успеавте да го заземете врвот на табелата? Ние одигравме 8 врло јаки утакмици во Европа. И мислам, тој почеток на првенство дека одигравме на тој ниво на кој се очекуваше да го одиграме. По анализат, значи, кога почнаа тие слаби резултати, значи, анализиравме и дојдовме до еден заклучок дека едноставно ние се уморивме од таа Европа. После тоа ни дојде одлична таа пауза од 2 недели, каде што се консолидиравме, каде што одморивме комплет екипа и дојде таа утакмица со Вардар, што ја добивме, значи тука почна таа серија од 7 победи, каде што имавме среќа во тој период и Вардар киксираше и така дојде таа предност. Ние мислам дека го плативме цехот, што мислам секоја екипа во Македонија го плаќа тој цех, значи ни недостатуваше фонд квалитетних играчи. Мислам дека тоа е главниот разлог зашто нашите екипи, не ова е проблем само во Шкендија, мислам и ако погледнеме и наназад, екипи кои играат во Европа имаат тој проблем. Споменавме елиминацијата од купот и вие го квалификувавте тоа како неуспех сезонава за Шкендија. Како го објаснувате? На што се должи елиминацијата, со оглед дека веќе зборувавме дека фати резултатски ритам Шкендија во првенството, меѓутоа тоа не успеа во купот? Па да, ние ова година победа од Прилеп, значи една незгодна екипа, борбена екипа, значи тоа мислам дека е рано сега да влегуваме во тие подлабоки анализи зашто го изгубивме тоа, меѓутоа
не одигравме, факт е дека не одигравме ни прва утакмица, ни друга утакмица, не одигравме на ниво кој играмо у првенство. Дали се то питање куп, првенство, што е важно, дали е првенство или куп, значи тоа е споредна работа во која играчи не смеат така да размислуваат, затоа што, како што спомнав на почеток, значи кога си во Шкендија, значи сама средина бара да победуваш секогаш, да доносиш титули, и мислам дека тука малку ни дојде таа досада од фудбалот, тој умор од фудбалот, и можда е тоа главни разлог што подбацивме. Тоа значи дека оваа зимската пауза многу добро ќе ви доаѓа токму во овој период, меѓутоа ќе има и што да се работи во текот на паузата до стартот на пролетниот дел од сезоната. И вие напоменавте дека можеби ќе треба да се направат некои промени, односно да се направат некакви засилувања на екипата. Какви се плановите на тој поглед, со оглед дека многу гласно се шпекулира за тоа кои играчи Шкендија би сакала да ги купи од типот на оние од Вардар, за кои знаеме дека се соочува со сериозна финансиска криза. Има ли дел вистина во тоа, можете ли да потврдите? Мислам дека е рано за некое конкретно засилување. Во разговори сме со некои играчи, не се само играчи од Вардар. Меѓутоа, сигурно дека Шкендија прво сега што треба да направи е да видиме кои играчи моментално кои се во екипа се за Шкендија, кои не се. Значи тука таа трансфер листа треба прво да се направи и после конкретно со кои играчи Шкендија треба да се појачат. Да, разговори има. Мислам, повторно кажувам дека рано е за некои конкретни имиња, затоа што уште ништо не е конкретизирано. Во пролетниот дел од сезоната како бидат мотивирани со оглед дека многу е јасно дека екипата која е најстабилна финансиски во Македонија, таа и извесно ќе стане шампион. Со оглед на се она што се случува на домашната фудбалска сцена, особено со оно што се случува во вашиот најголем ривал, а тоа е Вардар, а знаеме какви се случувањата таму во овој период и неизвестноста околу клубот е се поголема. Како ќе ги мотивирате играчите да го одиграат на највисоко ниво пролетниот дел од сезоната? Еден од проблеми што околу мотивација што имав на оваа година е баш тоа што сега го кажавте, значи таа финансиска криза на Вардар. Сите мислат дека Шкендија сега Вардар е во криза и Шкендија добива сега со не, мислам напротив. Значи на Шкендија и треба не само јак Вардар, и треба и други клубови јаки како Работнички, Ренова, Победа, Шкуп, значи што поквалитетни екипи, значи да ги мотивираш играчите е пуно лакше. Околу мотивација, мислам дека ние имавме проблем околу мотивација ова полусезона баш поради таа финансиска криза на Вардар. Меѓутоа, значи не можеме тражи ту неки алиби затоа што се играчи па професионалци, значи имаме редовни примања, сигурни примања и тоа треба некако да го вратиме клубот. Значи не е тоа алиби за таа мотивација, затоа што опет повторувам, сите се професионалци, сите треба увек да влегуваат како на тренинг, така на утакмица, максимално озбилно, без обзира со кого играш. Да не изгледа дека само го сметаме Вардар за ривал на Шкендија. Кои екипи ги проценувате како се посериозни конкуренти кои би можеле секако да ви направат проблеми во текот на пролетниот дел од сезоната? Како гледате на домашните екипи? Пред првенство имаше некои индикации дека Шкупи се појача Победа со некои странци, да, и очекувавме тука
некој квалитет да ни дојде. Меѓутоа, како што поминуваше време, тие екипи што се појачале најмногу, значи тие не дека разочара, него одигра послабо. Значи тук треба време за адаптација, затоа што дојдоа нив многу нови играчи и тука го гледам тие слаби резултати на тие екипи. А опет повторувам за нас кои се бавиме со фудбал, кои живееме од тоа, како ние тренери, така и фудбалери, во Македонија прво што треба, значи нема да кажем ништо ново, тоа е инфраструктура, после што повеќе квалитетни екипи, да би направили нешто во Европа. Вака ќе зборувам сега опченито, не само за Шкендија. Значи само да спомнам ово, значи Шкендија веќе 3 години влегува во плей-оф, значи треба тој задниот корак за влегување во групи. Поред проблеми што ги спомнав, ово кажувам затоа што овие 3 години Шкендија виде како не само Шкендија, сите екипи кои излегуваат во Европа, како се работи во другите клубови. Колку пажња се посветуваат на ситници, значи кои ми овде во Македонија, значи ситници воопшто не ги гледаме, значи во Европа, овде озбилни клубови тоа многу го гледат, како во аспект на организирање на надпревар, во аспект на организирање на клубот, во пажња играч, тренер, играч, новинар, значи сето тоа треба да се види и да узмемо да се понашаме така. Значи со тоа ќе ни дојде тој квалитет што го бараме. Друго што е, значи кај нас, колку што гледам во наше првенство, значи доаѓаат играчи странци. Кога долазат тие играчи странци, значи тоа треба да ни донесе одреđен квалитет. Значи да не доносимо играчи кои се еднакви ко наши играчи што се во Македонија. Значи тука мислам дека правиме грешка. Сите ние правиме тука грешка. Значи ако доведеш еден играч, значи тој треба да направи нека разлика измеѓу овие наши играчи. А код нас е обратно, значи се дешава, ни доаѓаат играчи кои се послаби од играчи кои ние ги имаме. Значи тука треба, мислам дека поозбилно да се менаџира тоа довоđење на квалитетни играчи.